Зимата доаѓа, реченица која што ја мрзне крвта во жилите на европските граѓани. Политичарите се обидуваат да ги смират, велат дека се бараат алтернативи за рускиот газ, се потпишуваат договори, се бараат нови извозници, но како што сега стојат работите, големи се шансите Европа на вистина да мрзне оваа зима. Од почетокот на кризата во Украина, Европа беше многу гласна за санкциите кон Русија и газот беше еден од нив, но како што покажуваат последните информации, Европската унија и земјите од Европската унија не само што не престанале да го увезуваат рускиот газ, туку според информациите ги зголемиле количините на увоз. Информациите, официјалните податоци велат дека само во првите 100 дена од кризата во Украина, Русија заработила 93 милиарди евра од извоз. И тоа, најголем увозник во овој период биле земјите од Европската унија со 57 милиарди евра. И оно што запрепастува е што сите тие плаќале 60% повисока цена за разлика од лани за овој газ. На табелата која земја е најголем увозник, Германија со 12,1 милиарди евра е најголемиот увозник. Имаат проблем германците, навистина се зависни од рускиот газ. Зошто? Затоа што тие не можат да се ослонат на друг газ, например да речеме од Америка, затоа што во земјата за сега нема инфраструктура, односно нема ЛНГ терминал за испорака на течен газ. Дури министерот за економија на Германија рече дека до 2024 најмалку не можат да престанат да бидат зависни од рускиот газ. Затоа и се согласија да плаќаат во рубли. Последниот газ кој што го имаат увезено е платен во рубли. Италија е следна на листата со 7,8 милиарди евра, Холандија со 8,4 милиарди евра, Турција како увозник на руски газ исто така на листата е со 7 милиарди долари, Полска со 4,6 милиарди долари и Франција со 4,5 милиарди долари. Дури за Франција се вели дека станала најголем увозник на газ од времето кога почнала украинската криза и велат дека малку се лицемерни, бидејќи тие беа најгласни околу санкциите кон Русија. Оно што е интересно во ова истражување дека и Индија со 3,6 милиарди долари е на оваа листа, но е малку зголемено за разлика од лани. Зошто? Затоа што во Индија се извезува сурова руска нафта, а потоа таму се преработува како индиски производ се извезува понатаму и тоа најчесто во земјите од Европската унија. Значи повторно купуваат руски бензин, руски газ, само што се оди преку Индија, парите повторно се влеваат во касата. Доколку се види кои земји најмногу ги почитуваа овие санкции и не се согласија да плаќаат во рубли како што бараше Русија и Путин, Полска, Бугарија и Финска одбија да плаќаат во рубли, меѓутоа веднаш им беше сопрен рускиот газ од страна на Газпром. Стопирана испорака на крајот дојде и за холандската Гастера и за данската енергетска компанија. Во последно време намалена испораката во Европската унија преку Северен тек 1. Русите велат дека ова не е намерно, туку дека се работи за технички проблеми, односно проблеми со делови за одржување кои што биле пратени на сервисирање во Канада и сега не можат да стигнат на време назад во Русија. Европа се буни, вели дека ова се прави намерно. Зошто? Затоа што Европа си зацрта план до ноември 80% да ги наполни резервите за газ, за да може да ја преживее зимата. Последните информации велат дека веќе започнала да ги троши резервите Европската унија на газ. Во овој момент само 57% се полни резервите. Експертите велат тоа ќе биде доволно само до крајот на јануари, значи во екот на најголемата зима. Бугарија, Унгарија и Романија според сите експерти велат дека нема да ја исполнат целта на Европската унија од 80% резерви ако продолжат со оваа брзина сега. Германија, Австрија и Словачка многу тешко ќе ги наполнат своите складишта ако запре протокот на газ од Русија нема воопшто. Што ќе се случува со Европа доколку нема газ од Русија, доколку се дојде да се потрошат сите резерви, нормално цената на газот оди нагоре, оди и оној газ кој што се носи од Америка исто така е многу поскап. Пред Русија да влезе во Украина, да речеме само колку за паралела. Во 2021 година цената била 19 евра за мегават час. Март 2022 година рекорд од 206 евра за мегават час. Гледате која е разликата која што се плаќа сега. Меѓутоа и воопшто го нема. Зашто? Затоа што експертите велат течниот газ од Соединетите Американски држави
За да се донесе, најпрво треба да се направи во течен газ, од гасна, значи во течна состојба, потоа патувањето трае долго, кога ќе стигне до некој од европските пристаништа, повторно треба да се враќа во гасна состојба, па тек потоа да се транспортира. Извела дека ова секако нормално многу повеќе чини отколку гасот кој што доаѓа преку гасоводот од Русија. Меѓутоа има уште еден проблем. Соединетите американски држави имаа аварија на најголемиот извозник на газ кој што го имаат и последната информација од нив е дека дури во септември ќе го рестартираат производството и тоа нема да биде фул, туку во некоја намалена количина, значи Европа секако ќе има проблем со гасот. Од друга страна, мора да кажеме дека земјите еве се подготвуваат, барем европските земји се подготвуваат што да прават доколку навистина дојдат до ситуација да не можат да ги наполнат резервите за да ја издржат оваа зима. Германија брза со легислативата за реставрирање на електраните на јаглен како привремена лепенка за да издржат, нели да пребродат, и покрај нивните планови целосно да го напуштат јагленот до 2030 година, значи сега ова ќе се одложи. Данска веќе го активираше првиот чекор од планот од 3 фази за итно снабдување со газ и јавно ги повика потрошувачите и компаниите да ја намалат потрошувачката и да штедат. Холандија најави дека го активира планот за енергетска криза, наречен рано предупредување, и таа исто така најави дека ќе им дозволи на електраните на јаглен повторно да работат со полна парија. Италија веќе се склучени договори со Ангола, Република Конго и со Алжир, но и ова не е доволно. Италија исто така споење на гасовод по кој доаѓа газ од Северна Африка, но и ова не е доволно. Таа баре и други понудувачи, на листата се Катар, Мозамбик, Азербејџан, а дури донесе и уредба за штедење, односно уредбата предвидува ригорозно. Разладувањето во јавните простории ова лето смее да се постави најмалку на 25 степени, значи не смее поладното, а грењето наредната зима над 19 степени. Дури информациите велат доколку секне гасот, најголем проблем ќе има токму Германија и Италија. Доколку цената на гасот би понатаму оди нагоре, тогаш ќе поскапува парното, велат дека планот на земјите од Европската унија за како да ја пребродат оваа зима е да не се удира по граѓаните, односно ќе се удри по индустријата, за не смеат да трпат граѓаните, грењето, болниците и така натака. Но доколку трпи индустријата, потоа ќе трпи и се друго. Значи ќе има помалку работа, ќе има повеќе од спуштања, ќе растат цените и така натака. Како ќе го преброди сето ова Европската унија и дали вреди? Експертите велат дека Путин и Русија имаат пари да ја продолжат оваа војна до недоглед како што сега стојат работите, а ова ембарго од страна на Европската унија и сите санкции кои што ги воведоа не штетат баш многу. Штетеа некои други сектори, на авиокомпанијата во Русија и така натака, но во смисла на водење на војна не. Еве зошто што велат експертите. Руската индустрија за оружје е главно доволна сама за себе, и во однос на суровини, и во однос на фабрики или инженери. Таа би функционирала и без приходите од енергенците, а нафта, дизел или керозин кои се потребни на руската армија исто така доаѓаат од домашно производство. Русија произведува околу 3 милиони барели нафта дневно за сопствени потреби. Од тука, чисто финансиски гледано, прекинот на увоз на нафта и газ не би имал влијание врз војната. Како што стојат работите, Европа е во голем проблем во однос на снабдување со газ за оваа зима. Само се чека да се види во колкав проблем ќе биде и колку тоа ќе се удри по грбот на граѓаните. Цените ќе одат нагоре, но дали воопшто ќе има грејење. Останува да видиме дали цената која што ќе ја плаќаат граѓаните на Европа вреди.